Дечки, здраво! Ова е возило за нас. За нас обичните, нормалните луѓе кои што тешко сме ги спечалиле парите особено во оваа наша држава и сакаме се купиме едно ново возило, не сакаме половни возила, сакаме ново модерно возило кое што тие пари кои што сме ги заработиле ќе ги вложиме во нешто добро и нема да се преиспитуваме после година дена од кога сме го купиле дали вредеше што ги инвестира во ова возило, дали парите не ми изгореа, дали стварно сгрешив или не. Едноставно не си ги поставуваме тие прашања, зошто? Бидејќи ова возило 4T8 Pro, знаменосецот на 4 најголемиот, најдобриот 4 во моментов кој што го е во понуда, ги исполнува сите тие барања и тешки критериуми кои што си ги поставуваме, едноставно сакаме да ги имаме. И плюс ние нормалните луѓе, она што го очекуваме. Нормален мотор, нормални перформанси, една убава, богата опрема која што е нормална за денешницава, за 21 век и нормална цена. 33.900 евра, а добиваме 7 сет со буквално се од опрема. И сега дел од вас ќе каже, да Кирил, ама мене не ми треба 7 сет, мене не ми треба 7 седишта. Можеби, и можеби ќе си кажете, болje додам на 7 Pro, на помалиот, кој што нема 7 седишта, таман да заштедите малку пари. Реално да, може, но искрено јас би одел на 8 Pro, бидејќи нуди малку повеќе опрема, нуди малку повеќе удобност, а ќе ги збориме и некои други работи кои што се подобри според мене, но како 7 сет нуди 200 литри багажен капацитет кој ќе се кренат сите 3 реда. Тоа е и добро, бидејќи за 7 сет и не секој може да нуди добар багажен простор. Но, кој ќе се спуштат овие седишта, добиваме 739 литри багажен капацитет, што буквално цела фамилија тука ќе се натовари со сите тракатанци кои што ќе ви текнат да ги носите на одмор. И плюс она што ми е најдобро и најинтересно, тука под овој дел од даската се наоѓа оваа завеса која што обично нели стои тука за ако сакате да се скријат дел од работите кои што ги товарат. И тоа е супер, бидејќи не треба да му мислам кај ќе спакувам, кај ќе трнам, дали го носам, дали да не го носам. Тука можеш да си го скриеш и иш да не се замараш. Дополнително на тоа, уште од тука ќе ви кажам за третиот ред на седишта, од тука можете се контролирате исто така климата, имате остави за шишиња, ако ви требат или за телефон. И ми се допаѓаат овие тука држачи за појасите кои што убаво се трнати на страна, убави куки за качалки кои што многу се практични. Електрична врата од багажникот кој што се отвара и затвара. Убав втор ред на седишта кој што можете да го прилагодувате напред-назад, нормално за да имате повише простор на третиот ред, но и тука стварно да се опуштите баш онака како што ви треба. Наслон за рака, со две остави за шишиња, убави седишта и она што многу ме фасцинираше, што секаде кај да чепнете се меки материјали. Оваа имитација на дрво која што има напред и има и тука позади. Дополнително на тоа, во ниту еден сегмент не гледам дека квалитетот е опаднат. Како рачкиве, како копчињава тука, како звучниците и сето ова намерно го потенцирам бидејќи истото и напред, но сето ова е буквално со истиот квалитет на Мерцедес денес. Инаку во поглед на остатокот од комодитетот тука, имаме речиси рамен под доле и тоа е супер бидејќи тројца патници стварно ќе уживаат овде кога ќе седат и ќе се возат. Имаме два USB порта и едниот Type-C и другиот Type-A, остава за телефон или за други тракатанци, нормално имате остави тука позади седиштата и многу ми се допаѓа ова надписов тука Тиго што е ставен кај вентилације. Иначе седиштава тука се преудобни, а се преудобни и напред. Да, сум страшно многу импресиониран од квалитетот на копчињата тука, бидејќи стварно ова е како Мерцедес. Стварно, дури кој ќе ги видиме на форма звучниците се стварно како Мерцедес. Дури квалитетот на рачка тука врв луѓе. Плюс, колку после ќе ви кажам колку е удобен и комфорен и тивок внатре е само и показателов на стаклово дека е двојно стакло. На целиот овој муабет сега што ќе го чуете за квалитетот на 4T8 Pro е буквално ќе ви кажам дека да се чувствувате како да возите Мерцедес.
Да, точно, Мерцедес не е она што беше од тој квалитет, но Чери е многу блиску, страшно многу блиску до квалитетот на Мерцедес денес. Сите овие работи страшно многу ме импресионираат. Дополнително на тоа, како и каде да чепнете, се е меко, квалитетно, убаво, добро, цврсто направено, нема крцкање. Овие тука средни конзоли се страшно добри, страшно цврсти. Воланот, формата на воланот многу ми се допаѓа. Иако не сум фан на пијано пластики, и тука пола волан е поставен со пијано пластики, мене ми се допаѓа бидејќи потсетува на луксузноста која што нуди Мерцедес. Не кажам дека е инспириран или одредени работи се превземени од Мерцедес, туку кажам дека со се тоа што го нуди, ја имате таа луксузност на Мерцедес за многу подостапна цена. Во поглед на дизајнот тука внатре е страшно убаво. Два екрани, 12,3 инчен екран лево и десно, едниот од инфозабавниот систем, другиот за возачот. Одлична графика имат и едниот и другиот. Имате убава јасна слика за се она што се случува. Нешто што ме фасцинираше, што многу добро ви го покажува мртвиот агол и на ретровизор кога ве потсетува, но исто така и тука напред го гледате за се она што се случува. Одлично ги исцртува сите возила пред вас, гледате се што се случува. Дополнително на тоа на инфозабавниот екран имате 360 степени на камера која што се во HD квалитет и можете да видите буквално се што се случува околу вас. Дополнително на тоа, ако излегувате од паркинг, гледате и возило од лево и од десно. Ај тоа ќе го кажам малце подоцна. Сега би сакала да се задржам на дрвениви елементи, односно имитацијава на дрво. Ова не ве потсетува исто како Мерцедес, на таа луксузност. Фантастично, дека функционира одлично, на 100 пати отварање на затварање. Браво! Дека тука имаме бежичен полноч со 2 USB порта и 2 остави за шешење кои што вака убаво се скриени. Одлично. Убава форма на менувачот. Одлични копчиња тука, да се во пијано пластика. Да, може ли тоа да го сменат, но изгледа убаво, изгледа квалитетно. Тука гледате едни мали копчиња, тоест не се не копчиња, се е тач, ова се е од климауредот и се функционира одлично. Иако е на тач, иако немам физичко копче да ми притиска, одлично функционира. Страшно добро. И ова остава тука доздолу кој што комплетно отворено, можете дополнително си ставите работи што сакате таму, но мора да потенцирам. Овие перничиња тука позади можете си ги прилагодувате вие како сакате за ви биде поудобно, едноставно да се опуштите. И сега немате да ми заспиете позади волан, тоа можете тука на вие седиште, на сувозачкото. Тука едноставно ви е уживанција за возење, уживанција. Дополнително на тоа, од практични елементи имаме голема остава под наслонов за раката, која што е климатизирана и нормално 1 тон безбедносни системи. Не можеме да не спомнам уште неколку работи околу дизајнот за кои што стварно се неизбежни. Прво, многу сум голем фан на тоа што Chery Tiggo 8 Pro изгледа малце европски и амерички, мешавина од европски и амерички модел, но на сето тоа најмногу ми се допаѓа што е најоригинален во својата категорија, односно не потсетува на нешто што до сега сме го виделе, си едноставно свој карактер. Ми се допаѓа ова голема предна маска тука напред и особено ми се допаѓа што навечер ова лого на Chery тука е осветлено. Многу интересно изгледа, многу интересен детал. Бојава му е фантастична, бандаживе ми се допаѓаат. Да, вака странично кога гледаме малце се викаш ќе биде ли удобен, тоа ќе го видиш за кратко, бидејќи на задниот дел само сакам да потенцирам дека имаме 4 реални издоби, два од левата и два од десната страна. И да, ако ги се наведеш, гледаш дека стварно се реални тие издоби. Дополнително на тоа, задниве светла ми се фантастични добри, особено со графиката која што ја имаат кога ќе се вклучи и заклучи автомобилот. Сега може конечно да почнем да го возам, бидејќи има некои интересни перформанси. Chery Tiggo 8 Pro е фантастично возило и не сакам ова да биде повеќе концентрирано кон маркетинг, туку би сакал да чисто вие да знаете дека понудава денес на возила кој што имаме е стварно огромна. Сум ви прикажал енормен број на возила. И да, знам дека купувањето на ново возило е тешко, особено за нас, нормалните луѓе, кои што се уште сакаме еден нормален автомобил. Денес гледаме многу чудни комбинации на мотори, на пакети, на перформанси
И на возила, едноставно сакаме нормално возило, тешко сме ги заработиле тие пари и сакаме сето тоа да функционира бар подолг временски период и не сакам да си ја чукам главата и да ме боли главата од размислување дали вредеше, дали негде утнав, дали компромисот ми беше добар, дали вака, дали така. Вака, дечки, 33.900 евра не се многу пари за возило од ваков габарит, од ваква опрема, каде дојдете на друго место, тоа ќе чини многу повеќе, но на крајот на денот и 33.000 евра и не се ни малку пари за нормалните луѓе кои што стварно многу работиме, се трудиме за да дојдеме до нешто вакво. А и ние сакаме се чувствуваме убаво, сакаме сето тоа што време сме го потрошиле за работа, сакаме да ни се исплати со нешто квалитетно. Тука настапува Чиритиго 8 Pro, затоа го кажам како реклама, бидејќи стварно ова е едно од возилата кој што најмногу ме има импресионирано оваа година. Јас сум возел и други модели на Чери, ама никој пат не сум го очекувал ова. Што е тоа? Многу опрема, како што ви кажав, многу опрема. Преку 13 безбедносни системи имате на располагање. Претежно сите тие функционираат за неколку клучни работи. Задржување во лента, автоматско кочење, читање на радари и аутопилот. Сето тоа функционира безпрекорно добро. Што значи тоа? Дека ве задржува во лента како што треба, дека кога ќе стиснете на адаптивниот темпомат со аутопилот, тој управува да бара да сте тука. Тука имаме еден сензор напред кој што ве чита дали сте сконцентрирани на патот или некаде на страна, но не е досаден и не е пренападен за да ти пукне главата и кажеш каде може го изгасам, туку само те потсета ако Кирил сконцентрира се на патот ако може и ти се враќаш во нормала. Така да многу добро функционираат тие системи, дополнително на тоа камерите кои што ги има 360 степени се со HD приказ, имате одлична слика околу вас. Исто така мора да потенцирам дека нешто што ми се допаѓа се системите како работат, како ви прикажуваат дека ви доаѓа возило од мртва точка, дека можете и на камерата да видите од која страна ви доаѓа, да ви сигнализира Кирил, од десно ти доаѓа возило, почека малце, припази го, види лево, види десно. Многу добри системи, страшно многу добри системи. Но не е тоа клучното. Има и многу други кинези кои што нудат безбедносни системи, нудат и кожни седишта, нудат и панорама, нудат и многу други елементи. Како и тука. Но она што ме купи дополнително на сето тоа е премиум чувството, квалитетот, кожата, колку е тоа цврсто, колку не крцка, колку е убаво направено, дека и позади имаме меки материјали, не е само тука напред, тука и позади. Како што кажав, копчињата, но исто така седиштава, луѓе. Седиштава се толку комотни. Јас во претходната епизода со 7 Pro баш ги критикував седиштата дека ме уморуваат. Тука, значи, уживам. Ако има Дормео душек за автомобили, тоа ќе биде ова. Ова се најудобните седишта во овој ранг. Значи, дефинитивно. И на сето тоа е платформата. Бидејќи Чери си го знаат своето место, знаат кој им е целта, знаат која публика таргетираат и едноставно се фокусирале кон тоа. Удобноста. Целата платформа е направена така да биде што е можно поудобен овој автомобил. Напред имаме McPherson суспензија, додека позади имаме Multilink. И тоа резултира со едноставно едно од најудобните возила на пазаров. Најудобните. Уживаш додека возиш. Уживаш, едноставно не чувстваш дупки. Јас сум искусил неколку возила со 7 седишта и секој пат биле малку потврди позади, бидејќи се очекува да се има поголема тежина, па таа тежина да резултира со подобра суспензија. Не и тука и да го натовараш е удобен. И да е празен како и сега, сам сум со вас, е страшно удобно. Не можам да ви кажам како да ќе ви дадам можеби малку насока кон што да очекувате, а тоа е кога да се возиш на облачиња. Но не до оној сегмент да се возиш на облачиње да ти биде како неконтролирано возење, како да немаш контрола над возилото, како да е се распуштено. Не.
удобно, меко, но при тоа е и доста прецизен, доста стабилен. Нормално сега не очекувате да Porsche Cayenne, мора да сватите дека оние кои што сакат ентузијастичко возење се купуваат ентузијастички автомобил, кај што е направен компромис. Дали нема опрема, дали нема удобност, дали има удобност, ама нема опрема. Нешто од тоа го губиш ради звук, ради перформанси. Тука имаш се што ти треба на ниво колку што ти треба. Затоа Cherry Tiggo 8 Pro е еден од најдобрите автомобили, еден од автомобилите кој што страшно многу ми остави впечаток. Ми оставија впечаток и вие тука рачки кои што се со таков убав квалитет, звукот на користење фантастичен. Многу добро функционираат. Од деснава страна тука на воланот имате тач копчиња кои што се за менување на овој екран, за формата, за дизајнот, кој што во било кое мени да отидете, прво е прегледно, второ изгледа убаво, графиката е фантастично добра, системот функционира безпрекорно брзо, исто така тука имате копчиња за радиот, а од левата страна ви се контролите за темпоматот и аутопилотот. И нешто што стварно многу ми се допаѓа, што стварно сите овие контроли се функционални. Тука го имам тркалцето за да сменам различен мод, имам неколку различни, нормал, еко и спорт, тоа се различните три мода кои што ви на располагање и стварно има огромна разлика од еден до друг режим на возење. Мора да припазите, еве ги сите системи како функционираат. Но мора да припазите во кој режим на возење во моментот го користите, бидејќи во еко знае да биде малку потромав, нормално. Целта му е да има што е можно подобра потрошувачка. Во нормал е нормално. Во спорт е баш по-агресивен, односно по-респонзивен би кажал. И најчесто јас искрено го возам дури во спорт во град. Зошто? Бидејќи кај Cherry во минатото и кај сите негови ривали сум давал една критика дека кај гаста знаат да бидат малку потромави, дека му треба малку време повеќе да изреагира, од кој ќе изреагира тоа е шлајфување. Е сега тука во овој фейслифт кој што го има Tiggo 8 Pro, го има истиот 1,6 бензинец, турбо бензинец, но од некои 180 конски сили сега намален на 147, скоро 150 конски сили и 275 ньютон метри ги има. Тие не се намалени, тие се дури подобрени, но оно што сакам да кажам е дека иако се намалени перформансите, сепак имате многу подобри перформанси на располагање. Искрено јас се пронедов многу повеќе тука, него ли во помоќната изведба. Зошто е тоа така? Од причина што едноставно подобро компјутерски го имат мапирано моторот да може побаво да прима гаста, иако има еден благ дилеј. Тоа ми е единствената критика што би ја дал за Tiggo 8 Pro, единствената што има благ дилеј на гаста. Но кој ќе ја прима многу линеарно. И тоа е многу убаво. Многу поискулирано, многу понежно, многу покомфорно. Едноставно сето тоа дава една многу поубава слика на целокупната приказна која што нуди Tiggo 8 Pro, како и стаклата, како и целата изолација, како и сите материјали, како и менувачот кој што е 7 степен дуал клач, но не се чувства ниту еднаш минувањето, трзајот од брзина во брзина. И сега да, има три различни режими на возење, но она што сакам да го истакнам е дека при тоа има и добра потрошувачка. Да, имате 150 конски сили на располагање, но комбинираната потрошувачка мене ми се движи некаде околу 7,5 литри. Во моментов од отворено се враќам и ми е 6,5 од прилика, што е фантастично добра потрошувачка. Додека во град, во зависност од пределот, зависи како вие возите, може да се искачи до 10 литри. Не може, туку се искачува до 10 литри. И затоа кажам дека да е 7-сет, да можеби во 95% од случаевите нема да го искористите тој трет ред. Можеби некој пат ќе го искористите. Но едноставно е многу подобра опција него ли 7 Pro во моментов за мене, бидејќи е многу мала разликата на пари, а едноставно
многу поубаво се чувствувате тука, многу подобро, многу поквалитетно, многу по-премиум. Онака како што стварно сакам да се чувствувам, бе луѓе. Сакам едноставно и јас да знам дека сум заслужил едно добро возило во животов и јас да извозам 7 години да немам никакви проблеми. Едноставно ова да функционира како што треба. Имаш 10 звучници од Sony кои што се страшно квалитетни, страшно добар звук. Во секој поглед се што ќе видиш функционира како што треба, не правиш компромис, добро знаеш кинеско возило. Не бре луѓе, не. Во ниту еден момент никој не кажал, кинезов човече, стварно може ли ова подобро да направи? Не, се е како што треба направено, се е како што треба. Некако многу возила се собра. Во неколку епизоди кажувам дека не ме сваќате погрешно, дека не е платена реклама и така натаму. Едноставно, многу ми значи кога ќе можам да ви помогнам на вас во изборот на ново возило и затоа волку многу сакам да го објаснам Чери колку добро и квалитетно возило, колку вреди едноставно да го видите. Искрено не очекував по возењето со 7 Pro, да, е одлично возило, но не очекував дека една ваква голема отскочна даска од еден до друг модел би имало. Ова е лудило луѓе од кола. Стварно треба да закажете тест да го извозите, да го искусите и ако размислувате за возило од ценовен ранг и од габаритен ранг на ова, немам зборови, стварно немам зборови. Само ги ти кажам да, вреди. Нема да се колебаш ниту еднаш дали си сгрешил или не. Едноставно ќе уживаш со перничиња, со седишта, со опрема, со све. Ќе уживаш максимално. Затоа направи subscribe, бидејќи стварно многу ми значи твојата поддршка. Има голем процент од вас кои што не гледате, се уште немате направено subscribe. Без пари, не кошта ништо, а мене многу ми значи и на таков начин можам се повеќе да ви помагам во изборот и во понудата на возилата. И секако можеш да ми пишеш коментар дали под ова видео, дали во порака било каде, за се што те интересира за било кое возило. Така да, направи subscribe, пиши во коментар и се гледаме веќе наредна недела со ново возило и кажи ми што друго мислиш дека во овој ценовен ранг би било добро да се спореди. Веќе го возевме Glory 600, кој што е исто така 700, но би му дал голем плюс на Cherry. Тука е, да, некои го споредуваат и Geely и Lynk & Co, иако немаат 700 се уште, но интересни споредби се тоа. Треба да се дискутираат. Се гледаме наредна недела. Чао!